Да, за уметност која што ги воодушевува Скопјани, но некако треба уште повеќе можеби во иднина да ги воодушевува институциите, бидејќи ќе зборуваме за графитите како душа на зидовите, но и како за уметност која што може да му даде душа на градот во сивилото, монотонијата и едно од личноста во која што живееме. Добро утро за Драган Кидановски. Драж, добре ни дојде во Македонија наутро. Најдов, благодарам за поканата за присуство во МТВ. Благодарам што прифативте да разговараме на оваа тема со вас како уметник, пред се и да пренесеме порака колку графитите може да ја променат енергијата во еден град и во едно општество. Абе, и предходно, например, во други прилики, кога сум разговарал на тема графити, стрит арт или улична уметност, сум го кажал тоа дека пак графитите се она што комуницира меѓу луѓето константно, пошто пак е на улица и е за сите, и е нешто што го отсликува, како да кажам, не новото и модерно време, него еден начин на стилски приказ на некој цртеж, така да за мене е нормално да има цртежи и пре би сакал да биде Скопје како еден голем отворен музеј на цртежи на стрит арт и графити, така да би било поубаво да има повеќе. А има убави места кои што може да добијат поразлична и подруга енергија така, доколку целиот се мовет и вложиме предходно што го почнавме дека имаме доста згради кои што имаат стари фасади, не е само да достанеме во минатото, него да создадеме нешто ново, да ги разубавиме, да има некое шаринило, цртеж некој поинтересен. Ако се вратиме низ историјата, годинава одбележуваш некои 25 години ваква уметност. Гледајќи едно твое интервју, кажуваш некаде 97-98 година се твоите почетоци. Каква беше почета кон графитите порано кога се почнуваше, каква е денеска, бидејќи ако повлечеме една линија, би требало веќе да одиме нагорна линија, нагорна да биде линијата кога зборуваме за оваа уметност. Така, апсолутно тоа има некако си подем нагоре, зашто предходно немаше ни некои си специјализирани продавници за конкретно спрееви кои што се користат како алатка за стриктно цртање на графити, на база на акрил. Сега моментално имаме две продавници, и графити шоп хром и уште една се отвори. Така да има од каде да се напават тие материјали, има некако расте тој вид на култура, така да имаме и заемна комуникација, има повеќе луѓе кои што се занимаваат со тоа. Така. Детектиравме во Скопје, например, има неколку места кои што навистина со графити би добиле многу поубава форма, би добиле многу поубава енергија, посветла енергија. И баш ми е мило што го водиме разговоров, бидејќи еве веќе неколку месеци како поминувам под паркингот на старата, на новата железничка станица, а имаше и некоја иницијатива на социјалните мрежи, например, тој, знаете за кој простор зборам, помеѓу реката Вардар и да, и таму имаше на меѓудел. некој од стубовите, имаше нешто по иницијатива исто на Филип Коневски, требаше да се случат некои каква е институцијата на морали. градот, сакав да прашам, каква е нивната заинтересираност да на тој начин ви помогнат и ви дадат одврзани раце, ви дадат малку и помош и поддршка да детектирате неколку места во Скопје и едноставно да им дадете ваша енергија со оваа уметност. Сте пробале до сега? Институционално, например, најмногу некои што се нашле во пресрете, можам да кажам еве конкретно МКЦ, со тоа што имаше иницијатива да се сработи градот убав. Тоа беше потегот доле кај што поминува 57-ца автобуската и катната гаража Борис Сарафов. Пак е тоа, например, со институционална соработка, они одвојуваат средства и се. Имаше исто така еден проект за цртање на подпорниот зид кај Реплек на Утафталиџе, Нерези уствари. Така да имало некакви си соработки. Не е тоа например на градско ниво, например градот да рече дај ова да го превземеме како проект, што например имаше предходниот период 2023 беше одбележување на 60 години од земјотресот и по иницијатива на германски графити цртачи кои што дојдаа тука, имаше некоја си соработка, го покрие тоа например општина Центар, мислам го покрие. Ни дадоа дозвола, пред се пак потребно е да имаш дозвола за каде би го цртал тоа. Ако правиме мовет за легалниот аспект на графити сцена, мурали и стрит арт, така да знаеш пак да дојдат тие гости да видат тоа како да кажам едно собирање на истомисленици кои што ќе сработат еден заеднички зид со дали ќе биде тематска некоја порака или не знам преку некоја друга. Дали, например, кога би се направил
проект или можеби тоа е веќе направено, затоа само прашувам, каде што би се детектирале неколку различни места во Скопје, би се аплицирало до град Скопје, дали имате размислувано или пробано можеби на таков начин за... Ја лично не сум пробал, али мислам дека и време е да се направи некој нов потек. Скопје некако многу повеќе стагнира од други градови, конкретно добра и интересна манифестација се случува во Куманово, Графити фест Куманово, кој што мислам дека 6 години поред се случува таму. Оваа година ќе биде на мислам на 18 и 19 мај, така да ете може и колегите да ги поканите да ги третираме секоја година, затоа и се насмевнав кога споменавме Графити фест. Дали можеби институциите не реагираат толку бидејќи графитите на некој начин се оружје против системот, пренесуваат некогаш и пораки против системот? Абе, ако гледаме така и ние на крај некако влагаме во системот сите како луѓе и поентата е да направиме, според мене, например, мојата борба е таа, да направиме пошарено и поубаво катче за живење. Ете и друг пат кога сме разговарале на истата тема, сум кажал дека попријатно ми е кога цртам негдека во предолот кај што живеам, конкретно во Карпаш 4. Тука ми расте и детето, знаеш, пак ми е поубаво да има да им биде и на нив забавно и на сите да ни биде поубав просторот кај што живееме, да немаме некои сиви ѕидови, него да е пошарен. Има Скопје потенцијал, но има ли и уништувачи на графити? А не би го кажал тоа така како уништувачи. Ништо од тоа не е за да остане до веки веков, што се вика, него тоа е едноставно... Луѓе кои што оштетуваат, ние самите ги прикриваме. Па добро, тоа претежно се кога доаѓаат избориве, политички пароли испишуваат, мада не знам ја... Значи сега нема графити до мај, кога ќе завршат изборите. Апсолутно не, тоа знаеш како искача, листопадни се они, зелени сме ние, така да ќе останеме. Благодарам за убавиот разговор, ќе ја следиме оваа тема, бидејќи навистина знаеме колку пред се влија и на помладите луѓе и на менување на просторот во кој што живеат, а Скопје го препознаваме сите како потенцијал, затоа еве и до градските служби еден апел да се направи еден проект да графитите малку повеќе дојдат до израз во главниот град. Драж, благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам уште еднаш. Драги наши